Здраво, ова не е дежаву, повторно се наоѓаме во Лисабон. Во ова видео ќе ви дам повеќе совети како, со помош на вашиот мобилен телефон, можете да ги подобрите вашите фотографии од вас и од вашето семејство на одморите кои што се пред вас. Истите совети важат и за видеата. Затоа, доколку сакате да научите како да правите добри фотографии од вас и од вашето семејство, продолжете да гледате. А ако не сте се претплатиле, кликнете еден subscribe. Пред да отидете на одмор, најдобро е да го истражите местото каде што ќе се одмарате и да видите кои се најфотогеничните точки или места на кои што би сакале вие да се фотографирате. За таа цел многу лесно може да го искористите интернетот, односно местото што ве интересира во Google, Google Maps и Instagram. На тој начин ќе може да видите во кој дел од денот светлото е најдобро и кои места се најпопуларни, така да нема да ги пропуштите никако. Додека сте се уште дома покрај добра интернет врска, инсталирајте ги сите програми и филтри и додатоци кои што сакате да ги користите за вашето фотографирање и на тој начин нема да имате никакви непријатни изненадувања кога ќе отидете на местото на одмор, бидејќи не секаде интернетот е достапен. Мојот да имат немано Wi-Fi. Пред да тргнете на шетање, проверете дали ви е полна батеријата од вашиот мобилен телефон. Ако ви е празна, џабе ви све. Единствено ако имате некој power bank или банка на енергија на македонски што би се рекло, тогаш сте спасени. Многу често слушам како на луѓето не им чинеле камерите, а телефоните им биле супер. Како ќе ви чинат камерите? Секогаш кога идеме на одмор се мачкаме со разни креми за сончање, за несончање, за потемнување, за побелување. Поубавиот пол користи пудра, мудра, ова она и тоа све се лепи на објективот од нашиот телефон. Еве како во овој случај што може да видите дека све е замачкано. Меѓутоа, доколку се послужите со вашата мајца, блуза или гаќи и го избришете објективот на вашиот телефон, ќе добиете многу поквалитетни фотографии и видеа. Значи, гледајте секогаш објективите на вашиот мобилен да бидат чисти. Ставете осветленоста на вашиот екран на максимум, бидејќи летното сонце ни го отежнува гледањето во екранот. Кога ќе фотографирате или кога ќе снимате видеа, секогаш користите ги двете раце, без разлика дали станува збор за вертикална или за хоризонтална фотографија. На овој начин држењето на вашиот мобилен телефон е постабилно и вие правите подобри фотографии и видеа. Кога се фотографира, секогаш да гледате во вашиот мобилен телефон, за да знаете точно што фотографирате и снимате. Бидејќи, доколку гледате во тој што го фотографирате и снимате, а вака ви се рацете, вие ништо нема да снимите и ќе имате само прсти. А најдобар пример за тоа е ова видео од мојот пријател кој што го сними тестирањето на еден џип на едно планинско место. Како што може да видите, рацете му се чисти. Ама џипот го нема нигде. Следна работа што е битна кога фотографирате нешто е предметот на фотографија или на снимање да ви биде во фокус. Многу често е уклучена опцијата фокусот на видеото и на фотографијата да биде во централната точка и секој оно што е на страна од таа точка веќе не е во фокус. Модерните телефони нудат опција и за препознавање на лицата. Клучете ја таа и во 99% од случаевите вашите фотографии ќе бидат со пријатели во фокус. Доколку вашиот фото и видео материјал е наменет само за интернет, односно за Instagram, тогаш моја препорака е да фотографирате во размер 1:1. На тој начин вашите фотографии многу лесно ќе бидат прикажани на платформата на Instagram и многу полесно вашите следбеници ќе може да ги приметат. И вертикалните фотографии снимени во размер 4:3 се одлични за мобилните телефони, а размер 16:9 е одличен за сите оние вертикални видеа. Двата формата го исполнуваат екранот на мобилните телефони и се одлични за преглед и за гледање. Доколку сакате некоја од вашите фотографии да испечатите во голем формат, тогаш моја препорака е да сликате во RAW формат во максималните 64, 50 или некои дури имат и 128 мегапиксели од вашиот телефон.
На тој начин вие ќе ги запазите сите детали на тој пейсаж или на тој портрет и ќе може да направите голем принт. Обрнете внимание на околината позади луѓето кои што ги фотографирате, бидејќи не сакате на никого од главата да му излегува некоја бандера дрво или ореол како во овој случај. Доколку приметите некој бандер од дрво или кран да излегува или влегува во главата на тој што го фотографирате, само поместете се лево и десно и направете фотографијата. Секој што ќе дојде на една плажа, ќе го направи ова. Односно од висина на очите ќе направи една фотографија која што сите ја прават. Меѓутоа, вие за да се разликувате од сите, нели, да направите малце поразлични фотографии, можете да чучнете, да фатите дел од камчињата или бранчињата и да направите фотографија. Можете да пробате и со широкоаголниот објектив на вашиот мобилен телефон и да направите фотографија која што ќе ги опфати поголемиот дел од плажата и околината. Истите правила важат и за видеата. Доколку се доближите до камчињата, до водата, ќе имате нешто поразлично од другите. И се, за разлика од фотографијата, вие можете и да се движите, да почнете од камчињата, па да идете пополека нагоре со вклучена стабилизација на видеото и да ни го прикажете целиот залив. На овој начин сите ќе кажат «Вау!». Кај портрет начинот на фотографирање, вие ја издвојувате личноста која што ја фотографирате од позадината и гледате дека позадината е заматена. Додека пак е регуларниот начин на фотографирање, во позадината може да се видат детали како автомобили, дрва и гранки. Портретот со заматена позадина е повпечатлив. Личностите кои што ги фотографирате се издвоени од позадината и личат се повеќе и повеќе на професионално направени портрети. За ноќните фотографии, сакам да ги користам профи опциите на мојот мобилен телефон, каде што јас рачно ја контролирам вредноста на ISO-то, а и брзината на фотографирање која што може да биде и до 30 секунди. Кај ноќните фотографии битно е да се користи и тајмерот доколку користите стативче, затоа што сте сигурни дека нема да го измрдате мобилниот при притискање на екранот. За ноќните фотографии препорачливо е да си имате едно мало стативче и држач за мобилен, како што користам јас, но доколку ги немате, можете да го потпрете вашиот мобилен на некој автомобил, столпче, бандера, ташна и да направите фотографија. Не го користете дигиталниот зум на вашиот мобилен, освен ако не сте приморани. Најквалитетните фотографии и видеа се добиваат со фиксните објективи на камерите од вашиот мобилен телефон. Широкоаголниот објектив го користите доколку сакате да фотографирате некоја планина, море или езеро, за да ја покажете целосната убавина на тој прекрасен предел. Таа на мојот мобилен има вредност 0,6. За секојдневна употреба јас ја користам главната камера која кај мене има 50 мегапиксели. Но за обични сцени или пригоди јас фотографирам со 12 мегапиксели, што и повеќе од доволно да може да ставите фотографии на Инстаграм, на Фејсбук, да си испечатите малецки фотографии, а на тој начин со тие 12 мегапиксели јас штедам меморија во самиот телефон, бидејќи се повеќе модерни телефони немаат опција за додавање на мемориска картичка. А ако сте на долг одмор, морате да размислувате и на тоа. Ако сум пак на некое фантастично место, нешто лудница, или има некоја многу интересна сцена, од која што можеби ќе испечатам поголема фотографија, тогаш фотографирам со 50 мегапиксели во RAW формат. На овој начин се зачувуваат најмногу информации од самата сцена во фајлот што ќе го направам и можам да направам и поголеми корекции ако имам некоја грешка, например, ако треба да осветлам, ако треба да направам колор корекција, и затоа сликам 50 мегапиксели во RAW формат. Доколку фотографирам нечи портрет или ако сакам да доближам нешто, тогаш ја користам вредноста 3, а тоа е камерата со телеобјектив. Со вредностите 10, 20 и 30 се добива големо зумирање, односно вие доближувате, например, некој замок како е овдека или некој друг предмет на фотографирање, но многу се намалува квалитетот на фотографијата.
Доколку се наоѓате во некое место каде што немате многу време да размислувате која композиција е идеална, направете ја композицијата во неколку варијанти, како на пример оваа што е со морето и планината Атос. Со повеќе различни композиции кога ќе дојдете дома, вие во мир и тишина ќе сте во можност да одберете најдобрата од сите. Или пак може да направите колекција од тие различни композиции, да си испечатите 3-4 фотографии и да ги закачите на зид. Кој рано рани, добро изгресот се фаќа. Станете рано на сабајле или воопшто не легнувате ако сте биле на добра журка за да го фатите изгреј сонцето. Верувајте ми, вреди. Се наоѓам у прекрасното Порто, кое што ова утро е Тапа Джонс. Се надевам дека со помош на овие кратки совети јас ќе ви помогнам вие да правите подобри фотографии и видеа на вашите одмори, викенди, прошетки со вашето семејство, пријатели, партнери. Целиот материјал е снимен со помош на мобилни телефони. На некои места се користени стативи, на некои места се користени гимбали за мобилните телефони. Повеќе може да видите доле во описот на која опрема е користена. Микрофони користев и од Rode и од Saramonic. Доколку сакате да дознаете нешто повеќе како да ги обработувате вашите фотографии и видеа на вашиот мобилен телефон, може да најдете видеа на следните линкови. На сите ви посакувам убаво си помините на вашите одмори, викенди, излети или прошетки со фамилијата и пријателите. Доколку не сте кликнале на претплата, кликнете subscribe за да бидете во тек со сите нови видеа што ќе следат на овој канал. Чао. Чао. Чао.